Во домот на Марк Ентони има уште една поголема радост. 57-годишниот пејач официјално стана татко по 8ми пат откако неговата сопруга Надија Ферейра го роди нивното второ заедничко дете, девојче по име Мила. Срекната вест беше објавена во заедничка објава на Инстаграм. На фотографијата нивниот 2-годишен син Марко нежно ја прегрнува својата новородена сестра, снимка која брзо ги стопи срцата на нивните следбеници. Каков огромен благослов е да го споделам со вас доаѓањето на нашата драга Мајли. Не можете да замислите колку сме срекни дома. Сме на седмо небо, напиша Марк Ентони и Надија Ферейра во објавата, со која го открија и името на нивната мала ќерка. Со раѓањето на Мајли, семејството на латинот звездата станува уште поголемо. Освен Марко и новороденото девојче Марк Ентони има уште 6 деца од претходни врски, Аријана и Чейс од Деби Росадо, Кристијан и Рајан од неговата поранешна сопруга Дајанара Торес, како и близнаците Еме и Максимилијан, кои се од неговиот брак со Дженифер Лопес. Марк Ентони и Надија Ферейра ја споделија веста дека го очекуваат своето второ дете уште во јануари, кога ја прославија третата годишнина од бракот. Фудбалскиот триумф на Шпанија во финалето на светското првенство против Аргентина се претвори во вистинска семејна прослава и за Ана Корникова и за Енрике Иглесијас. По победата на шпанскиот тим на 19 јули, поранешната тениска звезда сподели ретка фотографија од своите 3 постари деца, 8-годишните близнаци Луси и Николас и 6-годишната Мери на Инстаграм. Облечени во дресови на шпанската репрезентација, малите не ги кријат своите емоции, а Николас дури изгледа како од возбуда да извикува гол. Корникова не додаде долго коментар на фотографијата, само 3 црвени срца кои доволно кажуваат за семејната радост. Љубовта кон шпанската репрезентација очигледно наследна. Енрике Иглесијас никогаш не криел дека е страствен навивач на Ла Фурија Роха. Уште во 2010 година тој призна за CNN дека за време на светското првенство фудбалот дури и ја тргнал неговата музичка кариера во втор план. Светското првенство е единствениот пат кога мојата работа е ставена во втор план. За мене тоа е исклучително важно, рече пејачот во тоа време. Со импресивен настап на 11 истакнати уметници на Охридско лето беа одбележани јубилејни 60 години од постоењето на Факултетот за музичка уметност Скопје. Некогашните студенти на овој реномиран факултет, сопранистките Весна Гиновска-Илкова и Ана Дурловски, басот Игор Дурловски, пианистите Катерина Гелебешева-Костадиновска, Кристина Светиева, Јанинка Невчева и Глигор Гелебешев, флейтистката Катарина Бачевска, обоистката Надица Ристич-Стимович, гитаристот Дарко Багевски и хармоникашот Златко Мадевски со своите уметнички квалитети беа доволен доказ дека од оваа високообразовна установа произлегуваат уметници кои оставаат силен печат врз македонската уметност, а истовремено се признаени широм светот. Англиската пејачка, авторка и актерка Джос Стоун требаше да настапи во Скопје на стадионот на Арама, мораше да го откаже своето вечерно шоу поради разорното невреме кое го зафати главниот град. Низ целиот град имаше голем број паднати дрвја, летнати кровови и големи штети, а дел од штетата претрпела и продукцијата Авалон, што резултирало со целосно оштетување на продукцијската опрема, како и штети на самиот терен каде што требал да се одржи концертот. Но тоа не ја спречило англиската пејачка сепак да дојде на местото каде што требало да се одржи концертот и да се сретне со нејзините фанови. Стоун била многу тажна и разочарана затоа што концертот не можел да се одржи, но сепак им посака на сите скопјани да останат во своите домови и да се чуваат од невремето. Дополнително, таа извести дека би сакала да се сретне со македонската публика во блиска иднина.